Денес заедно со директорот на Агенцијата за вработување, градоначалникот на општина Радовиш и градоначалникот на општина Конча сме во посета на саемот за вработување, пети поред кој што го реализираме оваа сезона овде во Радовиш. Семите за вработување ги реализираме во соработка со Агенцијата за вработување со цел да влијаеме за подобро и побрзо поврзување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Компаниите да имаат можност да остварат директни и непосредни средби со невработените лица кои што активно бараат работа. Невработените лица да имаат можност да ги остават своите CV-а, да разговараат за можностите кои што ги нудат приватните компании. На тој начин полесно да ги поврзаме и дел од нив и многу побрзо да дојдат до своето работно место, токму во овие компании кои што ги представуваат своите понуди на штандовите во повеќе општини во Република Македонија, овој пат во Радовиш. Продолжуваме до крајот на годината со реализација на уште 3 саеми за вработување, меѓутоа и со низа на други активности за поврзување на понудата и побарувачката на работна сила на пазарот на труд. Оваа прилика би сакал да ја искористам за да ја најавам новата мерка која што ја објавуваме заедно со Агенцијата за вработување, новата мерка за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Станува збор за субвенција од 6 месеци која што ќе може да ја добијат приватните компании во максимален износ за бруто плата од 17.000 денари и плюс 5.000 денари за приватната компанија за обука на лицето кое што ќе го ангажира преку користење на оваа мерка, или пак вкупно 22.000 денари месечно во период од 6 месеци со обврска за компаниите да ги задржат невработените лица дополнително уште 12 месеци на работа. Оваа мерка ги таргетира социјално ранливите категории на граѓани, односно ќе субвенционираме вработување на приматели на социјална парична помош, меѓутоа и на останати лица кои што се во социјален ризик, како што се на пример жртви на семено насилство, лица кои што имале статус на деца без родители и родителска грижа, поранешни корисници на условен паричен надоместок, родители на деца со пречки во развојот и останати групи на социјално ранливи категории на граѓани. Со овој оглас планираме да офатиме околу 100 вработувања. За реализација на оваа мерка имаме обезбедено околу 14 милиони денари, што е дополнителна финансиска помош за компаниите, меѓутоа секако оваа мерка во голема мера ќе им помогне на оние ранливи категории на граѓани. И како влада и понатаму продолжуваме со реализација на мерките за вработување со кои што сакаме да влијаеме на поттикнување на приватните компании да ги зголемат своите работни места, меѓутоа исто така и директно да влијаеме на намалување на невработеноста во Република Македонија. Денеска сме во Радовиш на петиот саем поред од оваа година, каде што досега од првите 4 саеми имаме информација за 150 вработувања, не рачунајќи ги двете големи компании кои што се отпиле, кои што дополнено чекаме да кажат колку футно ќе вработат од тие CV-а кои што ги примија на самиот саем, кои што се уште ги примаат на оние луѓе кои што го посетија саемот во Прилеп. Јас се надевам дека во наредниот период, каде што ќе го здржиме уште 3 дополнителни саеми во Гостивар, Куманово и на крајот во Скопје, дека ќе имаме успешност, нормално и од овој саем во Радовиш, со тоа што ќе покажеме дека на едно место кога ќе се сретнат понудата и побарувачката на работна сила, многу полесно се доаѓа до работно место, бидејќи не секогаш оние луѓе кои што бараат работа имаат вистинска информација, односно не секогаш доаѓаат до вистински работници компаниите кои што бараат работници, така да на ова место може да се кажат своите потреби, своите идни очекувања, така да доаѓаме до склучување на договор за вработување. Во наредниот период ние ќе продолжиме активно да ги контактираме компаниите, нормално и невработените, да ги упатуваме кај компаниите кои што имаат потреба да работат. Задоволство е денес да нашиот град биде домаќин на оваа манифестација саем на вработување. Во оваа прилика само би го искажал моето задоволство и големата благодарност до Министерството за труд и социјала, до министерот Диме Спасов, до директорот на Агенцијата за вработување што еве и нашиот град е еден од градовите каде што се организира овој саем на вработување. Саем преку кој што еве ќе се согледаат сите можности како на побарувачката, така и на сето она кое што нашите граѓани во делот на невработеноста го имаат како можност да го согледаат и секако да се најде можност за нивно вработување. Во оваа прилика исто така сакам да искажам уште една позитивна активност која што еве општината Радовиш
благодарение на владата на Република Македонија ја прави во делот на создавање на услови за намалување на невработеноста, а тоа е основањето на технолошко-индустријската развојна зона, во која зона веќе е изградена првата фаза во делот на инфраструктурата и еве очекуваме да за брзо време со сите наши сили, со лобирање наше, како и со целиот потенцијал и лобирање на ресорните министерства во владата на Република Македонија, да и во Радовиш се донесе одлука на некоја компанија која што еве ќе креира можност за вработување и намалување на делот на вработеноста. Мислам дека сето ова што го правиме и со сајмот на вработување и со мерките кои што и активности ги презема владата и општината, во Радовиш има можност да бидеме оптимисти и сме оптимисти дека за брзо време ќе се случат големи исчекори, радикални исчекори во делот на создавањето на нови работни места. Преку проектот Македонија вработува на ниво на Република Македонија досега се вработени 7880 лица. Во Радовиш преку само овој проект досега за 6 месеци се отворени 150 работни места. 100 компании ги имаат искористено можностите кои што ги нуди проектот Македонија вработува. Додека пак во Струмица имаме 485 постигнати вработувања преку проектот Македонија вработува, над 315 компании ги имаат искористено поволностите од проектот Македонија вработува. Тоа се над 600 работни места во само овие две општини во Република Македонија. Како што кажав, на ниво на нашата држава 7880 заклучно со денес, од ден на ден се зголемува бројот на постигнати вработувања, бројот на невработени лица кои што стигнале до своето работно место, до можноста за редовна плата, за работно место, за екзистенција преку овој проект Македонија вработува. Од друга страна пак македонските компании, ако направиме пресметка дека просечно за едно работно место имаат ослободување од плаќање на социјални придонеси за 12 месеци од околу 1800 евра, до сега со овие 7800 постигнати работни места, тоа на годишно ниво се околу 14 милиони евра субвенција за приватните, за македонските компании. Тоа се 14 милиони евра за отварање на нови работни места за само 12 месеци или пак за 3 години, колку што и трае минимум ослободувањето од плаќање на придонеси за околу 42 милиони евра субвенција од државата за македонските компании. Токму тоа не мотивира да веруваме дека овој проект и понатаму ќе продолжи да дава резултати, дека ќе продолжи од ден на ден да го зголемува бројот на постигнати работни места и директно да влијае во огромна мера на намалување на невработеноста во нашата држава. За проектот за субвенционирано вработување за микро и мали предпријатија, дали веќе е извршено рангирање на фирмите кои ќе можат да работат? Директорот ќе ви ги даде деталите. Значи, првично сте рангирани околу 80 компании за 120 работни места. Во наредниот период ќе продолжиме со собирање на информациите за и останатите апликации кои што се пристигнати, да ги истакнеме и да го затвориме пред со 200 вработувања. Инаку се одложи малку работата, бидејќи имаше многу апликации кои што ги проверувавме и гледаме да бидат оние што најквалитетните компании, да кажеме растечките и оние што имаат вистинска потреба да ги добијат овие средства и да вработат. Има простор за приговори, ќе бидат објавени во текот на утрешниот ден сите компании кои што се селектирани, кои што не се селектирани, ќе може да поднесат приговор.